Почитувани гледачи на Отворена телевизија, добре дојдовте во уште едно интервју од серијалот Утринско кафе со градоначалникот. Денес се наоѓаме во општина Могила и разговараме со градоначалникот Драганчо Саботковски. Добро утро. Добро утро и добро дојдовте во општина Могила. Прво се заблагодариме за топлиот пречек, за утринското кафе и можноста да поразговараме малку што тоа вие како градоначалника и воопшто општина Могила работи за време на вашиот мандат. Веќе влегуваме во последната година. Па ајде да тргнеме од тука. Кои се приоритетите за последната година од овој мандат? Точно, значи во овие неколку месеци имаме доста проекти започнати кои се во тек, но исто така имаме веќе тендерирани постапки кои веќе крајните рокови за подпишување на договорите се при крај. Мислам дека наредниот период кога ќе дозволи времето, продолжуваме со активна работа, веќе набројам неколку. Ќе споменам градинката која е во тек, првата градинка во општина Могила за 40 дечина. Исто така водоводот за 8 села. Тоа е значаен проект кој во 3 фази. Првата фаза е веќе изградена, втората фаза вовед на работа наредниве недели ќе ја направиме. Тоа се 8 села, околу 2000 жители ќе се снабдуваат со чиста питка вода. Досега се снабдуваат со селски бунари, бушотини и во селските резервоари. Таа е вода со послаб квалитет, така да сега е по големиот дел од општината кој го немаше таа можност до крајот на наредната година ќе има питка вода. 30 улици баш денес имаме вовед на работа во село Ивањевци на една од улиците. 30 улици ќе се асфалтираат во сите населени места. Исто фекална канализација во моментов се работи во Добрушево неколку краци. Обезбедени се средства за фекална канализација во Ивањевци. Генерално, да, морам да напоменам реконструкцијата на трите училишта и поставувањето на фотоволтаици на двете училишта и на спортската сала во Илио Патички во Могила, училиштето во Ивањевци и училиштето во Добрушево, соодветна реконструкција фасада и промена на затоплувањето по најсовремени енергетски стандарди. Доста проекти, можеби некој пропуштив, но генерално Така, доволно е како за вовед. Би сами сега ги споменавте училиштата и тоа е исклучително важно и проблем е низ цела држава, па и за големите општини, за големите градови. Колку ученици има општина Могила? Купно во моментов се 584 ученици од сите училишта, така да покрај намалувањето изминатите години се уште добро се држиме со така сепак за тие три училишта да функционираат со полна пареја, да речеме, сепак има доволно покрај тие централни три училишта имаме уште 12 подрачни. Кои се најголемите предизвици кои што ги имате вие како градоначалник и општина Могила? Кои се они работи кои што најмногу и најитно треба да се решаваат според вас? Видете, значи целосна децентрализација мора да имаме, поголеми средства во буџет на помалите општини, бидејќи ние руралните општини немаме секојдневни дозволи за градби, комунали и слично намот каде што наплатуваат по големите општини или градовите, така да тука поголем процент на повратокот на ДДВ мора да што поскоро да се реши, кога знаеме дека со каква криза енергетска претходните години се соочивме, дојдовме буквално малите општини беа пред колапс, наследивме големи долгови, конкретно општина Могила имаше долг од 28 милиони денари, така да еден период од 2,5-3 години во лоша кондиција сервисиравме стари долгови. Енергетската криза не изголеми. Тие среќни години ниту за вашите претходници, ниту за вас. Прво претходниците ги погоди прво короната, па енергетската криза, вие дојдовте да ги решавате. Исто доаѓа до војната криза исто која што не можеме да замислиме дека не влијае се. Точно, значи пак тие предизвици сепак со поголем импакт од државниот буџет кон општините ќе се решаваат побрзо.
Така. Ајде тогаш да одиме малку сега на посветли теми или малку да ја представиме општина Могила пред целиот Пелагониски регион кој што е, да речеме, најзастапен, публиката е наша најконцентрирана во Пелагонија, па кои се најголемите знаменитости кои што ги има општина Могила? Да, имаме доста познати личности, ќе го започнеме со Димчо Могилчето, Димко Сарманов Могилчето, јунак кој е и главната улица го носи името, имаме споменик во паркот. Захарија Шумјанска, тука морам да ја споменам, еден вид на мајка Тереза во своевремено на овие простори, така да ја доближиме до публиката. Ту самото место Могила и општина Могила се работи за тумба, гробница, тоа значи дека имало живот пред 5000 години пред Христа, веќе во еден локалитет во пред некој месец заврши истражувањето, се открија доста интересни предмети, така да Могила постојала во дамнина во историјата, имаме значајни цркви и манастири, значи генерално работлив народ, тука е концентрирано знаменитостите на општина Могила. Кој е главниот извор на работа во општина Могила? Со што могилчани најмногу се занимаваат? Генерално општина Могила е земјоделска општина и буквално се произведува од тутун, пиперка, пшеница, пченка, сончоглед, може и ќе пропуштам некоја култура. Сточарство за жал во последните години многу помалку, иако пред 5-6 години имаше поголем број на сточари. Морам да напоменуваме трите најголеми фарми во регионов се во општина Могила, на фарми од молзна крупна стока, така да работлив народ кој не се плаши од работот, но сепак треба да се крени стандардот во земјоделието или да не речам да направиме на земјоделска стратегија за сите да ги задржиме, бидејќи тоа ни е приоритет да ги задржиме граѓаните да живеат во руралните средини и тука да отворат и да работат. Ако велите во разговорот пред да почнеме да снимаме дека општинските форуми кои што беа воведени пред некое време и не само во општина Могила, сите помали општини кои што поразговарав потешко функционираат. Кои се начините кои што ги најдувате пред да се носи годишниот буџет, како да ги приберете идеите од граѓаните, кои да си ги кажат маките на крајот на краиштата, кој е начинот кој што го одбрала општина Могила за да стапи во контакт пред се, потоа ги прибере идеите? Како секоја општина, значи по малите општини дел имаме недостатоци, но имаме и предности. Предностите се со секој ден сме во контакт со граѓаните, буквално значи секој ден. И скоро сите се познаваме лично, така да проблемите или решенијата, потребите кои ги имаат граѓаните на дневна основа се комуницира. Прием имаме буквално секој ден, немаме одреден ден за прием кај градот началникот или општината, значи буквално секојдневно и тука годишно се прибираат потребите, проблемите. Реално мораме да направиме селекција на истите потреби, бидејќи во сооднос на буџетот ќе ги планираме и оние проблеми што можеме да ги решиме. Генерално се инфраструктурни проблемите, така да еве со водоводот, со улиците и најчесто питката вода, улиците, фекалната канализација која има реална потреба, тука се движат потребите на граѓаните и одиме по местните заедници, така е помасивен е, повеќе се разменува мислењето по местни заедници, точно бидејќи термините за форумите најчесто и во малите, во големите општини се во работен период, од 10 до 15 часот, така да тука не можеме да имаме некој одзив. Покрај во малите општини, во големите мислам дека иста ситуацијата, дека одзивот не е баш онака како што го очекуваме. Ги спомнавме 500 и плюс дечиња кои што ги има или ученици, да речеме општина Могила. Од тука иди, рековме, треба да се превземат еден
сет мерки за да граѓаните, да жителите би останале да работат тука и се развиваат, но младите во 21 век веќе од најмала возраст имаат различни потреби. Тоа општина Могила превзема за еден млад човек кој ќе направи 18 години или замине да студира и после тоа би се вратил овдека да работи, да се развива. Кои мерки превзема општината за да ги задржи младите со една реченица? Да, најчесто токму така, после студирањето во државата или странство, приоритет е да се вратат оние кои имаат желба. Реално со IT секторот многу се разви последните години. Имаат можност да работат од дома, а да работат за сериозни компании, странски компании. Една од мерките кои мораме да ги пратиме како тренд, како инвестиција странска, имаме еден IT фирма кој во моментов работува десетина млади со тенденција да се зголемува, така да тука излеговме во престрет, стапивме во контакт со некои компании, да наместо во поголемите градови да биде и канцеларијата тука, за реално да ги задржиме. Покрај другите мерки кои ги превземаме, кои се во рамките на нашите можности буџетски, буквално за младите генерации, парови, за секој склучен брак одвојуваме средства за новороденчината, исто така за првачината секоја година комплетен прибор и финансиска помош. Генерално гледаме, најбитна е локацијата која ја има самата општина, блиску до два града, Битола и Прилеп, така да мислам дека има за што да останат младите да живеат во Могила. Сами го донесовте муабетот покрај IT секторот, колку општина Могила е спремна да ги понуди електронските услуги кои што треба да ги намалат, не знам, да го скратат времето на граѓаните при доаѓање на одредени документи, плаќање даноци, плаќање одредени давачки кон општината, дали нудите електронски услуги, колку могилчани се заинтересирани да ги користат? Мала е можноста на документи кои може да се извадат или да се платат трошоци во општина Могила, сепак носи трошоци за сервисирање на самиот тој софтвер, бидејќи ние реално, ако имаме даночни врзници како мала општина и со градските, со урбаните општини, не можеме да ја направиме споредбата самиот да биде одржлив, да не биде соберениот данок помалку соберен данок отколку самиот трошок за софтверот, така да генерално комуникацијата со администрацијата, со градоначалникот или со самите општинари е при самото доаѓање месечно да се подмират некои трошоци или да се извади самиот документ. Паралелно се користи вадењето на документот и со средба со градоначалникот доколку сум тука нормално и дозволува времето. Така да можеби ова сега треба да работиме на тој дел, да повеќе електронски услуги да ги имаме, бидејќи новава генерација кога ќе дојде да ги подмирува сметките, бидејќи во моментот се уште нашата постара генерација генерално се грижи за тој дел, така да мислам дека треба да видиме во чекор со новите трендови, на крајот на краиштата се работи кои што на луѓето му заштедуваат време. Пред се ќе завршиме тогаш баш за младата генерација кога ќе дојде да ги подмирува сметките, таа исто така ќе и да ги плаќа даноците, исто така ќе сака на интернет, тоест на веб страницата на општината да се ги види, да види кај им се трошат тие пари кои што ги уплаќаат. Поред вас, како стои општина Могила со транспарентноста на трошењето на општинските средства и со објавувањето на се што е по закон задолжително на општинската веб страна? Да, мислам во институциите каде што ги праќаме податоците за транспарентност, буквално секоја трансакција, дали прилив или одлив, ја имаме електронски, јавно е, еве неколку години, мислам дека над 7-8 години, нема држите за збор, јавно е буквално секој еден денар каде се троши. Така да мислам дека стоиме добро транспарентно, бидејќи ги напоменам, седниците на Совет се снимени, дел од општините го немаат тоа како можност или како услуга, еве, ние
генерално се трудиме да бидеме максимално транспарентни. Традиционалното прашање за крај на секој интервју од овој серијал ми е дали Драганчо Савотковски има, пошто сме во изборна година веќе, последна година од мандатот, дали имате амбиција за втор мандат? Мотив и желба за работа имаме, така да ти го кажа тоа граѓаните. Сепак, она што се сработило претходните 3 години и она што во моментов го работиме и ќе го работиме, самата и програма, планот и во иднина, она што реално можеме да го оствариме, веќе го справаме, така да, мислам дека ќе продолжиме да ја водиме општина. Тогаш можеме да си ветиме или да и ветите на ОТВМК дека за време на кампањата ќе не посетите во нашето студио со вашите против кандидати и ќе организираме на конструктивна дебата за граѓаните да можат на најубав начин да се одлучат за кого да гласат, затоа што малку заборавивме како се дебатира, треба да ја враќаме таа навика меѓу политичарите, а не да биде долу меѓу народот. Отворена поканата од вас, ние веќе прифаќаме да гостуваме, така да ќе не биде чест и задоволство да ви бидеме гости во самото студио. Градоначалник, ви благодарам за интервјуто, ви посакувам многу успех во последната година од мандатот. Ваш успешен мандат значи посреќни граѓани. Со вас се гледаме во следното интервју со градоначалникот друга општина.